Hvala što i vi ili посетите и што стварно се трудиме со нашиот труд, ова е нашата част. Треба и ние и тие са спремни од закон што вика 5 јуници се вели немале така. Со 400-300 крава. Проблемот во нашата сирење каштава 2600 трени. Да помогнем да се направи фабрика. Пошто тоа е производството. Добро, денеска заедно со министерот за земјоделие дојдовме и со градоначалничката на Тетово, дојдовме во посета на компанијата Сентрис АГ, која што е една од поголемите млекари во Република Северна Македонија, да видиме како се искористени средствата од ИПАРД програмата, кои што беа доделени за купување на нова опрема. Јас лично сум исклучително среќен што гледам дека таа опрема е монтирана, е во функција, посебно во делот на контрола на квалитетот на млекото, но и во делот на пакувањето на линија за јогурт. Видовме една компактна фабрика, една фабрика која што ги задоволува сите стандарди на производство. Ова не охрабрува и понатаму да сите програми во владата ги детерминираме за помош на индустријата, за помагање точно на овакви субјекти кои што ќе бидат од делот на преработувачката индустрија на земјоделските производи, затоа што само на тој начин се прави дополнителна и додадена вредност. И тоа не охрабри да и законот за финансиска поддршка кој што го имаме на инвестициите во нашата држава го прошириме во делот на опрема која што е за преработка на земјоделски производи, за да можеме колку што може повеќе ги заштитиме земјоделците, да тие своите производи не ги продаваат како свежи производи, него ги продаваат како дополнителни, значи преработени производи, со што ќе се зголеми и трајноста на таквите производи, а ќе се зголеми нормално и додадената вредност во нивното производство, но она што е најважно, нема земјоделците да бидат уценети и приморани да своите производи ги продаваат кога имаат најниска цена или да се случува да добар дел од нивниот род и остане неупотребен, односно непродаден, и на тој начин се тие претрпат финансиска штета. Оваквите програми се точно такви кои што треба овие проблеми да ги решат. Благодарам да го дополнам вице премиерот. Ја продолжуваме нашата пракса во последниот период на посети на успешни примери во кои што се реализираат средствата на Европската ИПАРД 2 програма, која што ја менаџира Министерството заедно со платежната агенција. Особено не радува што најголем дел од овие средства веќе се слеваат или инвестираат во преработувачката индустрија, во делот на целокупниот сектор на земјоделството, се со цел решавање на клучните проблеми во целокупниот сектор. Особено решавањето на вишокот на производство и особено производство на производи кои што имаат дополнителна вредност и кои што се извезуваат надвор од државата. Ова е пример на инвестиција во која што имаме опрема за производство на јогурт заедно со дополнителна опрема за проверка на квалитетот на производите. И ова е фирма во која што особено успешен пример во целокупниот овој период на реализација на ИПАРД програмите. Мене ме особено радува што на првиот повик на ИПАРД 2 програмата имаме склучено
950 договори, од кои што веќе 760 инвестиции, односно 760 договори се веќе реализирани, односно тоа се инвестиции во вредност од 8,3 милиони евра. Во претходниот месец завршивме со 2 нови повици за ИПАР-2 програмата, каде што имаме особено голем интерес од страна на апликантите, односно околу 1200 вкупно договори се побарани, барања се стигнати во платежната агенција, чии што износ на инвестиции надминува 33 милиони евра. Тие се во моментот на една брза обработка од страна на платежната агенција и заедно со поедноставувањето на процедурите на кои што се фокусиравме во претходниот период, очекуваме многу брзо и овие договори да бидат склучени, а веќе во средината на годината да имаме нов повик за сите мерки од ИПАР програмата. ИПАР програмата беше прогласена за една од најуспешните во регионот, односно Република Северна Македонија беше потенцирана како успешен пример на лидер во регионот на имплементација на овие програми, за кои што веќе во наредниот период ќе ги пренесуваме и нашите искуства и позитивни и негативни на соседните земји од регионот. Но особено радува фактот што сите останати програми и кои што ги менажира заменик председателот на владата задолжен за координација на економските ресори, но и останатата државна поддршка претежно се фокусира кон преработувачката индустрија, односно кон нови инвестиции, кон нова опрема, кон нови преработувачки капацитети, преку кои што ќе ги решаваме проблемите и на фармерите, и на земјоделците, и ќе го подигнеме целокупниот сектор во нашата економија. Благодарам. Самата ИПАР програма и компаниите кои што ја користат оваа поддршка од Европската Унија покажува дека во една рурална средина може да се направи успешен проект како што е фабриката Сентис, која што во повеќе наврати има користено од европските средства и на овој начин покажуваме дека и владата на Република Северна Македонија, и агенцијата, и Министерството за шумарство и водоснабдување максимално се вложуваме да овие средства од европските програми навремено бидат целосно искористени и посебно радува фактот што во последниот повик од мерка 3, која се однесува токму на преработувачките капацитети, имаме рекордни 65 барања во финансиска вредност од 18 милиони евра. Тоа покажува дека интересот кај нашите преработувачи е голем, а и целта на државата е токму со развивање на преработувачката индустрија во руралните средини да се овозможи напредок и соодветни услови за живот во истите средини. Без наемни персонал да наемате компании Сентис АГ Алпи, Чумсторија Фшати Чепчив, Ju dëshiroj mirëseardhje zëvendësministrit, ministrit dhe kryetarës së Komunës së Tovës që dajtën kohë të një vizitojnë na si ndërmarrje. Na jemi ndërmarrja mjaft e zhvilluar dhe kemi aplikime në IPAR programat dhe kemi vitin e kaluar, siç e seken edhe këto ministri dhe kryetari e Komunës, se kemi marrë nga IPAR programa makinën për mbushjen e jogurtit, gjithashtu edhe t'i aparatura për analizat e qumës. Tash jemi përsëri në aplikim dhe mendojmë dhe dëshirojmë se do t'i arrit prapë qëllimi. U bëj apel të gjithë farmerëve dhe ndërmarrësve të aplikojnë në IPAR programa se është një ndihmë shumë e madhe. Ju falenderoj për programu moje ime na компанията Сентис АГ Алпи, село Жепчище, Тетово. Първо ви благодарим за помощник министерът за земеделие и градоначалничката от Тетово, што одвоили мало време да ни посетуват во нашата млекара. Ние како млекара сме во овој регион сме многу развиени, имаме доста квалитетна млеко и пило и машините. Прошта година имаме аплицирано во ИПАР програмата, а мерка 2 имаме добиена машина за пунење на јогурт и кисело млеко, плюс имаме 2 апаратура за испитување на квалитет на млеко. Плюс сега имаме 2019 аплицирано и се надевам дека ќе ни помага ИПАР програма. Апелираме до сите фармери и фирмите да аплицират во ИПАР програма и таа значи многу за помош на нашите фирми. Ви благодарам.